За студентите од втора и од повисоките години во теке сместувањето по конечни листи објавени од Министерството за образование и наука, додека пак за студентите од прва година списоците ќе бидат објавени на 9 септември и во наредните 10 дена ќе се врши сместување и за нив. Инаку, согласно конкурсот, студентскиот дом Кочо Рацин од Битола и годинава ќе прими 385 студенти, од кои 40% се наменети за студенти кои потекнуваат од социјално ранливи категории и за нив финансирањето во целост го превзема владата. Од вкупниот капацитет 25% се наменети за студенти кои што во текот на студирањето покажале особено висок успех и за нив финансирањето го врши владата. Според објавениот конкурс на веб страницата на Министерството, за студентите од прва година, односно бруцошите, ќе бидат наменети 77 легла. Останатите студенти ќе се избираат според критериумите определени во законот, односно според успехот, приходите и оддалеченоста од местото на постојаното живење. Во Државниот студентски дом Кочо Рацин од Битола покрај студентите од нашата земја се сместуваат и странски студенти стипендисти на владата на Република Македонија. Инаку студентскиот дом Кочо Рацин Битола обезбедува сместување и исхрана, грижа за здравјето, како и задоволување на културно-забавните, спортско-рекреативните и другите потреби на студентите кои студираат надвор од местото на живење. Од годинава Битолскиот студентски дом, како новина на располагање на студентите, им ги става 500 изданија стручна литература донација од владата на Република Македонија.